На 17 декември со почеток од 13 часот на улица Македонија се одржа голем настан кој го означи крајот на кампањата Читај секаде, организирана од студентите на Високата школа за новинарство и односи со јавноста заедно со Клуб ФМ Радио. Кампањата се одржуваше еден месец, а поддржувачи на истата беа Клуб Матица, Општина Центар, Дневниот весник Нова Македонија, Јавното сообраќајно претпријатие ЈСП. Околу 100 посетители беа дел од настанот наречен Booking Party, кој го водеше студентката Елисавета Кошевец од Високата школа за новинарство и односи со јавноста, а гостин на истиот беше писателот Паскал Гилевски, кој јавно го искажа задоволството за оваа иницијатива. Поддршка дадоа и радиоводителите Маргарита Столеска и Виктор Петров Викса од Клуб ФМ Радио, кои ги повикаа сите млади луѓе да читаат надвор од своите домови и така да бидат дел од читачката култура ширум светот. Ние ги представуваме медиумите Сити Радио, Клуб ФМ и медија групацијата за сите оние кои што сакаат да читаат, кои што ве повикуваат како секаде во светот луѓето излегуваат на кафе и книга, да се случи тоа и кај нас. Едно од изненадувањата што можеа да се видат таму беше флешмоб изведбата на песна од Мајкл Джексон, а по нив посетителите уживаа и се забавуваа во комичната изведба од стендап комичарот Горан Маневски, така наречен Горан Ман, кој ја загреа атмосферата и ги расположи присутните. На истата сцена настапи и Дејан Јованов, учесник на македонскиот идол, кој се представи со својата нова песна Ајде да се лажеме и на тој начин даде поддршка на кампањата Читај секаде. Здраво, јас сум Дејан Јованов. Чест ми е што сум присутен овде на оваа кампања и многу ми е мило што се одржуваат вакви наставни кои што ги поттикнуваат младите да читаат што повеќе, да избегаат од лошите работи, да. Како се одвиваше кампањата? Која е целта на истата и колку се задоволни од постигнатото? Ги прашавме Дејан Андонов и Александар Стамболиев, дел од организаторите, и еве што тие ни кажаа. Кампањата Читај секаде се реализираше изминатиот месец, интензивно по медиуми, се правеше презентација по средните училишта и на сите се пренесе главната порака од кампањата, да се студентите на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста успеа да го промовираат ова како тренд кој што треба да се почнува да се практикува во градот. Сметам дека отвори простор за оваа иницијатива да продолжи во текот на целата година, веќе го привлекува вниманието веќе 6-7 недели. Како тим мислам дека успеавме да ги надминеме сите невозможни работи кои што ни се испречија и да го спроведеме во пракса. Музика на Booking Party пушташе диџеј Ана Мало, а посетителите можеа да ги разгледаат фотографиите изработени од студентите на Високата школа, како и да ја искажат креативноста и да го запишат својот омилен. Прашавме колку тие ја поддржуваат ова иницијатива и што мислат за кампањата и еве што ни одговорија. Па како што гледам има многу народ, мислам дека е супер. Ни дадам многу книги. Купуваш една, добиваш 5, супер е. Ова е одлична иницијатива, добро е младите да се поттикнат да читаат повеќе, да не се запостави читањето како навика која треба да ја негуваат младите. Наспроти новите технологии кои употребата на интернет не треба да се заборави навиката за читање. Со секоја купена книга следуваше и книга гратис. Беа поделени над 1500 книги од Клуб Матица, а Booking забавата го доби очекуваниот крај. Задоволни посетители и уште еден успешен настан, дел од кампањата Читај секаде.